прашуваат што се случува Валентина, велам, ова вечер е вечер на ножевите. Ова вечер е вечер или на разумот, или на лудилото на еден човек, на последниот македонски предавник Зоран Заев. Проглас на ВМРО аболицираниот криминалец Зоран Заев нема да дозволиме да формира влада со фалсификувана волја на граѓаните на Република ВМРО-ДПМН нема да дозволи функционирање на институции со фалсификувана волја на граѓаните. Сакам да им порачам на сите граѓани дека ако сметаат и ако планираат со седење дома и гледање телевизија дека некој друг ќе им одбрани државата, длабоко се во заблуда. Државата може во ваква ситуација да одбрани само народ. Тоа народот може да го докаже на дело и да покаже поинакво однесување и да покаже дека има и капацитет, и волја, и моќ да ја брани својата држава. И јас верувам дека народот ќе действува и нема да се согласи со она што му се подготвува. И само народот е тој кој што може тоа да го спречи. Никој друг. Политичарите, оние кои што се борат и бранат, нема да можат сами. Особено затоа што не се обединети. Едни бранат, а други се на другата страна. И само народот е тој кој што може да се вмеша и да ја заврши работата во однос на одбраната. Што народот ќе прави? Тоа никој не може да го предвиди. Народот е над политичарите. И нека му мислат тие политичари што одат против народот. Ние не одиме против волјата на народот. Тој што оди против волјата на народот и ги руши неговите интереси, реализирајќи интереси на друга држава, на други сили, тој нека му мисли што може да го снајде од народот. Јас кажав во еден мој преходен настап. Државата е нападната. ВМРО има само 51 пратеник, нема 61 или 63 како што посекувавме. И не можеме да го одбраниме сами во парламентот. Потребно е народот да си ја одбрани својата држава. Затоа што може да ја нема. И да не испадне дека не сум го кажал ова. Го кажувам. И го повторувам. Државата може да ја нема ако се остави на овој човек и на неговите сценаристи да го истераат својот план. Доколку СДСМ влезе во такво сценарио за кое се заговара деновиве, на неправно, незаконско, недемократско, неделовничко однесување во парламентот, треба да знае дека ВМРО-ДПМН ќе реагира оштро. А треба да очекува дека и народот во Македонија ќе има сериозна реакција според она што можеме да го видиме деновиве. Да не мисли дека тоа ќе помине туку така и дека народот ќе остане со скрстени раце. ВМРО ќе одговори жестоко и ќе одговори соодветно. Подготвеноста да ги стават на коцка државните и националните интереси заради гола власт и бегањето од ново соочување со народот на избори е директна причина заради која дојде до оваа несакана ситуација. Во наредните денови ВМРО-ДПМН ќе ги објави своите следни чекори. Но ВМРО секогаш била и ќе остане на страната на народот, на страната на уставот и на страната на националните интереси на државата, затоа што постои токму заради народот и заради Македонија. Трето, повикувам да се прифати иницијативата на председателот Иванов за средба на партиските водачи со цел изнаоѓање институционално решение по мирен пат, без дополнителни штети за државата и за нејзините граѓани. Само преку диалог може да се излезе од сегашната криза. Се друго води кон хаос и штета на државата. Подсетувам дека во повеќе наврати јавно говоре за можните ризици со ваквиот однос на СДС и нивните партнери.
Истовремено ги повикувам сите граѓани на Македонија да не подлегнуваат на провокациите на СДСМ. Правото да се протестира е загарантирано со устав, но очигледно некој вечерва сакаше да предизвика хаос и за тоа да го обвини ВМРО ДПМН, а штетата врз Македонија да ја претвори во своја партиска и политичка добивка. Народот има право да си ја чува и брани земјата, и тоа никој не може да му го оспори, но навлекувањето на насудни методи на физички пресметки оди на директна штета на Македонија и на сите нас во неа. Оние кои го правеле сценариото за денес, очигледно посакувале да имаат насилство со цел истото да ја стави во сенка, да го стави во сенка незаконското, противуставното и против деловничкото бирање на председател на парламентот со класично силување на парламентот и на државата. Нивната цел е никој да не говори за тоа, туку за насилствата направени од поединци. И при тоа прстот да се впери кон раководството на ВМРО ДПМН, кој нема никаква поврзаност со овие настани.